Поранешната специјална Ленче Ристовска и официјално веќе не е ниту обична обвинителка. Советот на јавни обвинители го констатираше нејзиното повлекување од јавно обвинителската позиција. Немаше расправа по оваа точка, бидејќи единствено што на членовите на Советот им остануваше по поднесена оставка е истата само да ја констатираат. Согласно закон, ние нема што причини. Тука негова желба, согласно закон има право во секое време, секој обвинител не да поднесе барање за повлекување, ние само констатираме. Одлуката да поднесе оставка една од трите специјални граци ја донесе откако и беа одземени предметите Талир, а претходно и беше исфрлен од трката за шеф на републичкото обвинителство. Таа посочи дека оставката доаѓа поради долгогодишни притисоци, обструкции како и одлуките да се одземат предметите. Првиот човек на Советот на јавни обвинители Башким Бесими не сакаше да ги коментира причините поради кои Ристовска се заминува од обвинителската функција. Тоа е нејзина одлука што мисли така. Ние само констатираме оставка. Не коментирам изјави на колешката. Во конкретната ситуација веќе дадовме известување и тоа е тоа. Републичкиот јавен обвинител Ненад Сабевски кажа дека предметите кои ги имала Ристовска веќе се распределени кај други надлежни обвинители, потенцирајќи дека секој случај за него е ист, нема ниско или високо профилен. Никогаш предметите нема да ги врзувам и погрешно мислам да се врзуваат предметите со конкретни персонални решенија, односно конкретни обвинители. За мене е секој предмет ист, без оглед кој е обвинет за постапок. Во писмото со кое ја поднесе својата оставка, Ристовска упатува критики до системот, посочувајќи дека нејзиниот интегритет бил директно нападнат. Таа беше една од трите обвинителки познати како Чарлиевите ангели во поранешното специјално јавно обвинителство. Таа беше дел од тимот што ги водеше клучните истраги под водство на Катица Јанева за висока корупција. По распоред на СЈО, таа ја продолжи кариерата во редовното обвинителство за организиран криминал.